низ повеќе предмети. Дали е точно дека историја како предмет ке нема според ова што сега го имате како концепција за основното образование? Предмет историја ќе има како научна дисциплина, ќе има и предмет граѓанско општество, ќе има и предмет географија и биологија и хемија, но тие ќе бидат организирани на поинаков начин на учење. Сите научни дисциплини остануваат во основното образование, затоа што ниеден од нас ниту сметаме дека образовниот апарат смета дека треба дел од овие научни дисциплини да ги нема. Напротив, сите ќе ги има, ќе се учат и подлабоко и поквалитетно, затоа што низ процесот на интеграција дозволуваме ученикот да разбере контекст во кој одредена случка од историја или одреден лик историски се наоѓал, каде живеел, што придонел и така натаму, за да може тој да создаде поинаква перцепција за тоа случување и секако тие знаења што ќе ги стекне од предметот општествени науки, да понатаму може да ги користи да донесе одредени заклучоци. Свесни сте за коментарите дека прво е точно дека сето ова доаѓа во еден момент на затегнати односи на релација Софија-Скопје, дебата во која што историјата има можеби главно место и сега наеднаш доаѓа ова со концепцијата за основно образование, се најавувало обединување на историјата со дел од другите предмети. Како и хемијата со другите. Како и хемијата со другите природни науки. Да, Бугарија барем за сега не спори ништо од учебниците по хемија, ќе видиме тоа, но претпоставам сте свесни за сензитивноста на политичкиот момент во кој сето ова се случува, дури и од некои добронамерници кон она што го предлагате, има констатации дека можеби не е најдобро историјата да биде заедно со дел од другите науки, меѓу другото и затоа што, како велат, таа е хуманистичка наука, а вие сакате да ја ставите заедно со општествени науки. Но историјата црпи факти и од општествените науки, како и од хуманистичките науки. И тоа укажува дека во овој момент е поважно да организирањето на темите поставени во општествени науки ги опфати сите факти и знаења што треба да ги имаат нашите ученици и за национална историја, и за историја на Европа, и за светската историја. И тоа е поважната дебата која што ние треба да дискутираме низ наставните програми кои што ќе се носат сега. Како историјата треба да биде прикажана, што е она кое што тие ќе го учат, што е тоа кое што досега го имаме во учебниците и како најдобро да ја приближиме и националната и другите истории кон учениците. Да, професор,